Најави за денешните настани. Комисијата за заштита од дискриминација ќе поднесе тужба против Министерството за образование и наука поради недостигот на учебници. Дневната ефтина тарифа на струјата ќе стартува во декември. Започна процесот на унифицирање на рекламните табли во Стар град во Охрид. Расте бројот на деца во охридските градинки, потребен е кадар и просторни услови. Помошта за Украина и напорите да се остане конкурентен на пазарот го ослабнаа буџетот на Европската унија. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. По Охриден е свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло со максимални 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок претежно ведро со локална облачност, но свежо. Утре на крајните северозападни, северни, североисточни делови од Европа и на крајниот исток од континентот локални врнежи од дожд со ветар и пад на температурите. Во останатите делови од Европа времето претежно сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност, ќе биде топло за овој период од месец октомври, максималните дневни температури во интервал од 20 до 27 степени. Во Македонија во петок свежо утро со благ пораст на утринските температури, но во текот на денот сончево со локална облачност и топло. Ќе дува североисточен и северозападен ветер со засилен интензитет, минималните од 6 до 15, максималните дневни температури од 19 до 28 степен Целзиус. Во Охрид во петок свежо утро, а во текот на денот сончево со локална облачност, минималната 12, дневната 21. Во Охрид во сабота и недела свежи утро, температурата 9 степени, во текот на денот сончево и топло време. Максималните температури 22, односно 23 степени Целзиусови. Во понеделник претежно сончево време со локална облачност, дневната температура 18 степени Целзиусови. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамара е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамара Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид.
Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Поради недостигот на учебници, Комисијата за заштита од дискриминација деновиве ќе поднесе тужба против државата, односно Министерството за образование. Одлуката е донесена поради повреда на правото на еднаков пристап до квалитетно образование на поголема група ученици од основното образование, извршена со необезбедување учебници по секој предмет и на сите јазици на кои се изведува наставата во задолжителното 9-годишно образование. Од вкупно 123 учебници, на 1 септември недостигаат 46, што е 1/3 од потребните учебници во образовниот процес во земјава. Поради недостигот на учебници деновиве ќе биде поднесена тужба против државата, односно Министерството за образование. Тужбата ја поднесува Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а ја изработува Македонското здружение на млади правници. Одлуката е донесена поради повреда на правото на еднаков пристап до квалитетно образование на поголема група ученици од основното образование, извршена со необезбедување учебници по секој предмет и на сите јазици на кои се изведува наставата во задолжителното 9-годишно образование. Ќе поднесеме пред суд, пред граѓански суд, тужба за заштита од дискриминација од јавен интерес заради недостиг на учебници. Она што го констатиравме во своето работење. Во тој случај, Комисијата е една странка од спорот и започнува со стратешко застапување на интересите на учениците. Нивен интерес е да добиваат квалитетно образование, а тоа значи учебник по секој наставен предмет, во секој оделение и на секој јазик на кој се одбива наставата. Од вкупно 123 учебници на 1 септември годинава недостигаат 46, што е 1/3 од потребните учебници во образовниот процес во земјава. Комисијата е експертско тело кое утврдило дека во случај кога не постои учебник како основно средство за изведување на наставно-образовен процес, што е должна државата да го обезбеди, се наоѓа во ситуација да не добива, нема еднаков пристап до квалитетно образование во споредба со учениците кои ги имаат учебниците. Висината на прекршокот ќе го утврдува судот. Драстично е зголемен бројот на преставки до Комисијата за заштита и спречување на дискриминација. Само годинава до септември поднесени се 450 преставки од страна на граѓани и здруженија. Од формирањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација до денес поднесени се вкупно 850 представки по разни основи. Започна процесот на стандардизирање и визуелно унифицирање на урбаната опрема поставена на најатрактивните локации низ Охрид. Процесот ќе се одвива етапно. Се започнува со замена на рекламните табли на објектите во чаршијата и Стар град, а ќе продолжи со тендите, столчињата, масите, садовите за отпад. Унифициран изглед треба да добијат дури и капаците на шахтите. Општина Охрид започна со етапно стандардизирање и визуелно унифицирање на урбаната опрема поставена на најатрактивните локации низ градот. Процесот на воведување на стандардизирана и визуелно унифицирана урбана текстура, урбан мобилијар и утилитарни објекти на локации во чаршијата и најфреквентните улици во стариот дел на градот веќе започна.
Угостителски објекти, занечиски работилници, сместувачки капацитети и други субјекти што обавуваат туристичка и услужна дејност, прво ќе добијат унифицирани рекламни табли. Сите реклами ќе бидат исти на сите објекти, изработени од дрво и ковано железо, а трошоците за нивна изработка ќе ги покрие општината од буџетот. Почетно ќе се унифицираат и тендите пред угостителските објекти кои ќе треба да бидат усогласени по боја и изглед. Ќе бидат во бордо, беш и бела боја, а логото на фирмата или спонзорот ќе зафаќа само 5% од површината. Унифицирани ќе бидат и столчињата и масите пред угостителските објекти, жардиниерите, клупите за седење, според правилникот изработени од виткано дрво со метални елементи. Согласно финансиските можности, ќе се уредува и осветлувањето во стариот дел на градот со стандардизирани и унифицирани канделабри, што треба да ги заменат постоечките што се со слабо осветлување. Потоа е предвидено поставување на клупи, канти за отпадоци, отстранување на старите бандери и висечките жици. Ќе се унифицира изгледот на ормарите за струја и капаците на шахтите во старото градско јадро. Изгледот, материјалот, карактеристиките и начинот на поставување на урбаната опрема се пропишани со правилникот и каталогот за стандардизација и визуелна унификација. Просторниот опфат на примена на овој правилник се однесува на заштитеното подрачје на старото градско јадро на Охрид и неговата контактна зона, плоштадот пред црквата Света Софија, улицата Коста Абраш, Цар Самуил, плоштадот Свети Климент Охридски, чаршијата долж улицата Свети Климент Охридски, плоштадот Крушевска република, продолжението до булевар Туристичка и дел од чаршијата до пресекот со улицата Гоце Делчев. Правилникот и каталогот за стандардизација и визуелна унификација на урбаната опрема на локациите беше усвоен од страна на Советот на општина Охрид во 2022 година. Правилникот и каталогот се подготвени и усвоени врз основа на одредбите од Законот за градење, за просторно и урбанистичко планирање, Законот за заштита на културно наследство, за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење. Правилникот и каталогот на почетокот на годинава беа презентирани пред сопственици на угостителски објекти, занечи, сместувачки капацитети, трговци, туристички работници и останати субјекти кои ја обавуваат својата дејност во стариот дел на градот и Охридската чаршија. Дневната ефтина тарифа на струјата ќе стартува во декември. Граѓаните ќе може да ја користат во периодот од 13 до 15 часот, соопштија од Регулаторната комисија за енергетика. Секако останува на сила и ноќната ефтина тарифа од 22 часот до 7 часот изутрина. Следен чекор е да се редизајнира помошта кон ранливите категории и значајно да се зголеми на оние лица на кои им е потребно, посочи Бислимовски. Субвенциите ги намалија значајно сметките за електрична и топлинска енергија и овој бенефит и за сите граѓани, но сега треба да се зајакне механизмот кон ранливите категории и да добиваат поголема финансиска помош за сметките, изјави Бислимовски. Одлуката за формирање на групи со поголем, односно помал број деца од законски утврдениот во градинката Јасна Ристеска во Охрид, систематизацијата на работни места, како и годишната програма на оваа установа, беа тема за дискусија на последната седница на Советот на општина Охрид. Советниците од опозицијата побараа појаснување од директорката на градинката дали кадровски ќе може да се обслужи зголемениот број на дечиња, како и зголемената потреба од посебно обучен персонал за работа со дечиња со посебни потреби. Загрижува ситуацијата со згрижувањето на деца во охридските градинки, дечиња на листа на чекање, зголемен број деца во јаслениот дел и зголемен број дечиња со посебни потреби кои бараат посебна нега и соодветен кадар. На последната седница на Советот на општина Охрид на дневен ред беа состојбите во јавната општинска установа детска градинка Јасна Ристеска. Координаторката на советничката група на СДСМ Живка Ангеловска запраша дали установата е кадровски подготвена да работи со поголем број деца од законски утврдениот. Ме интересира, прочита во вашата програма дека капацитетот е околу 650 дечиња. Колку тој капацитет е потполнет, мене ми е сосема јасно дека таа бројка не е иста во текот на целата година. Исто така, по кој критериум комисијата за упис утврдува кое дете во кој објект ќе биде распоредено и
Како планирате, затоа што, како што кажав на самиот почеток, се работи за една општа одлука, ние сите стоиме зад таа одлука. Како планирате колку групи да ќе формирате со помал број дечиња или со поголем број на дечиња? Колку ќе биде значи таа бројка над пропишаното во законот, во однос во која возраст, затоа што сигурно дека можете да имате повеќе дечиња на поголема возраст. И ме интересира дали доколку формирате групи со поголем број деца од предвидените во законот, ќе добијат исти квалитет на услугата, односно секако дека најмногу сме заинтересирани за квалитетот на услугата, за безбедноста на децата кои што се таму. Дали ќе може персоналот да одговори на групите кои што ќе бидат со поголем број на деца. Ирина Милеска, директорката на установата, истакна дека оваа одлука се носи секоја година, бидејќи капацитетите на градинката се од 650 до 700 деца, и ако не се донесе истата, ќе треба половина од децата да се испишат од градинка. Подвлече дека моментално во градинката има поголем број деца со посебни потреби, па поради тоа на пракса се 3 студентки од Република Србија кои се воспитувачи и се вклучени во групите каде имаме повеќе деца со посебни потреби и ни се од голема помош на воспитните тимови, каже директорката. Во текот на оваа година, според барањата кои се поднесени во периодот од летниот период, заприметивме дека најголем интерес имаме за децата од 0 до 4 години. Поголем сега е зголемен е бројот на уписи на дечињата од 0 до 4 години, односно во јаслениот дел и во градински дел. Послаб беше интензитетот на дечиња од 4 до 6 години до поаѓање на училиште. Исто така се соочивме ова лето и со големен број на дечиња во јаслениот дел. Присутни бе од прилика по 30 бебиња во јаслите, а знаете дека ние колективен одмор немаме. Во јули и во август ги користиме одморите, односно цел одмор го користиме во јули и во август, и малце се соочивме со проблем со зголемен број на деца, намален број на вработени. Исто така, во однос на квалитетот на вработените, постојано ние посетуваме и обуки од страна на Министерството, посетуваме обуки кога ќе добиеме понуди и правиме интерни обуки. Јас моментално сум дефектолог, нема сега дефектолог во градинка, ама постојано сме во комуникација со родителите, примаме родители, ги упатуваме на совети даваме, советодавно, ги упатуваме на некои места, има доста родители кои не се информирани за своите деца и тука се соочуваме со зголемен број на деца со посебни потреби. Според барањата и според поднесените документи од страна на родителите, 25 деца имаме моментално со потврда од доктор дека имаат проблем во развојот, но таа бројка е многу поголема, 10 пати е поголема. И моментално од 1123 запишани деца, 500 деца имаат говорни нарушувања. Советниците побараа одговор од директорката и во врска предлог одлуката за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во оваа установа. Побарам јас од директорката да ни се образложи оваа нова систематизација со цел да видиме ние како советници што гласаме и дали е издржано тоа што се бара во предлогот за измена на систематизацијата. Во поглед на измените, директорката Милеска истакна дека останато празно место на благајникот, истото не било предвидено во старата систематизација, како и тоа дека се направени одредени измени во поглед на подобрување на квалитетот на згрижување и на услугите. Во изминатата систематизација беа предвидени 6 ментори во градинка, а ние сметавме дека 6 ментори се премногу, а нас ни фалат воспитувачи и негователи, затоа 3 ментори скративме, додадовме воспитувачи и негователи. И во старата систематизација беше предвидено место за педагог по англиски јазик, но бидејќи деца во физичкиот развој веќе одит наназад, ние сметавме дека подобро би било да е професор по физичко воспитание.
Во однос на условите во градинката, Милиска уверува дека засега се тие задоволителни, а отприлика бројот на дечиња кои секој дневно ја посетуваат градинката е од 800 до 900 деца. 167 се моментално на листа на чекање, ако некој дете не доаѓа подолг период во градинка го отпишуваме, бидејќи сметаме дека тоа дете штом не доаѓа нема потреба и ги надополнуваме местата со деца кои се на листа на чекање. Во просек во една група има од 17 до 20 дечиња и се запазуваат нормативите на работење. Меѓутоа, истакна директорката, градинката сега се соочува со поголем проблем, а тоа е родителите да не ги плаќаат редовно сметките во износ од 1490 денари. Јавното предпријатие Охридски комуналец оваа сабота, 7 октомври, ќе организира акција за подигнување кабаст отпад со која ќе се опфатат населбите Кошишта, Воска и Даљан. Граѓаните кои живеат во овие делови од Охрид, доколку имаат ваков отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 7 октомври со претходно пријавување на локацијата на дежурниот телефон 075 495 428 кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Отворен ден во библиотеката Григор Прличев и бесплатно годишно членство за посетителите, млади читатели од прва година во средно образование па се до 29 годишна возраст. Во рамки на одбележувањето на неделата на млади, клубот на млади од Црвен крст Охрид, во соработка со Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид, во петок 6 октомври организира отворен ден. Во периодот од 8:30 до 18:30 часот, сите млади читатели од прва година во средно образование, па се до 29 годишна возраст кои ќе ја посетат библиотеката, ќе добијат бесплатно годишно членство. Целта на оваа активност е поттикнување на љубовта кон книгата и читањето меѓу младите. Црвен крст Охрид и Националната установа библиотека Григор Прличев ве канат во светот на книгите. Зачленувањето е бесплатно, а дружбата со книгата е вистинско и непроценливо, порачуваат од Охридската библиотека. Религиозните конфликти во светот, причини и можни решенија е темата на првата светска конференција за верски диалог и соработка, која во организација на Центарот за интеркултурни студии и истражувања при Филозофскиот факултет во Скопје и под покровителство на Министерството за култура се одржува во Струга. На отворањето на првата светска конференција за верски диалог и соработка во Струга, присутните ги поздрави министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, која потенцираше дека темата на оваа конференција, религиозните конфликти во светот, причини и можни решенија, е секогаш исклучителна, важна и за жал постојано актуелна. Затоа сме тука заедно да ги детектираме причините, да разговараме, да трагаме и да препорачаме можни решенија и да дадеме поддршка на вакви мисии, да најдеме начин како најдобро да учествуваме во овие процеси за да градиме свет во кој религиите веќе нема да бидат причина или да бидат злоупотребени да се оправдуваат конфликтите, истакна министерката. Додаде дека е особено значајно што на оваа исклучително важна, чувствителна и предизвикувачка тема се разговара токму тука во Македонија, која во светот веќе се препознава како успешно, вредно и функционално мултикултурно општество. На првата светска конференција за верски диалог и соработка во Струга учествуваат околу 60 еминентни научни истражувачи и професори од област на религијата од 22 држави од светот. На конференцијата која се одржува под покровителство на Министерството за култура, во следните денови ќе бидат презентирани најновите резултати од истражувањата во областа на меѓукултурниот и верскиот диалог и соработка во светот. По завршувањето на конференцијата, презентираните трудови ќе бидат објавени во меѓународно научно списание Религиски диалог и соработка, издадено од Филозофскиот факултет во Скопје. Пред охридската публика во сабота 7 октомври во Центарот за култура Григор Прличев ќе се прикажува филмот Нешто сладко со актерите Сашко Коцев и Јелена Јованова.
Нешто сладко е полн со збунетост, забавни заплети и пресврти, каде кариерата на Каја, организаторка на маркетинг конференции, виси на конец кога нејзиниот главен адут Аце Мајсторовски, маркетинг гуру од Македонија, го пропушта својот лет. За да се избегне катастрофа, таа му наоѓа замена, локален сладкар кој што личи сосема на него. Почетокот на проекцијата е во 20 часот, а цената на билетот изнесува 150 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украинскиот конфликт го исцрпи буџетот на Европската Унија, објави Европската комисија во објава на социјалната мрежа Twitter. Конфликтот во Украина и инфлацијата ги исцрпија резервите и долгорочниот буџет на ЕУ. На Европската Унија и се потребни повеќе средства за да може да одговори на кризи, се наведува во соопштението. Како претходно што најави и шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, Европската комисија го ревидираше повеќегодишниот буџет на ЕУ за периодот од 2024 до 2027 и им предложи на земите да го зголемат за 66 милиарди евра за помош за Украина, спроведувањето на програмите за миграција и бегалци и зајакнувањето на конкурентноста на Унијата. Од нив се предлага да се издвојат 50 милиарди евра во форма на грантови и заеми за финансиска помош за Украина во следните 4 години. Сепак, унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека овој предлог е несериозен бидејќи не се знае каде завршиле парите префрлени во Украина. Според податоците на службата за климатски промени, 2023-та е најтопла година, оставајќи ја зад себе 2016-та, која досега го држеше рекордот. Европската климатска служба Коперникус објави дека оваа година би можела да биде најтоплата во историјата, а септември годинава е забележен како најтопол од почетокот на мерењето. Во периодот јануари-септември просечната температура е за 0,05 степени над таа од 2016-та. Минатиот месец температурата на воздухот беше 16,38 степени, што е за 0,9 степени над просекот, тоа е за 0,5 степени повисоко од најтоплиот септември забележан во 2020-та. Така септември годинава е забележан како најтопол септември воопшто. Врнежи над септемврискиот просек се забележани на Пиренејскиот полуостров, Ирска, Северна Англија, Скандинавија и Грција, зафатена од бурата Даниел. Се уште гори пластика во компанијата Драва Интернешнал во Осијек, а од општина Антуновац соопштија дека првите резултати од анализата за квалитетот на воздухот покажале дека има загадување. Со оглед на тоа што имаше неповолни временски услови, смог и магла се спушти на подрачјето на општината Антуновац и се очекува препорака од штабот за цивилна заштита, информираат од заедницата. Се молат граѓаните да ги почитуваат издадените упатства и да не се изложуваат непотребно на отворен простор. Пренесуваат хрватските медиуми. Во Антуновац и Ивановац денес нема настава. Пожарникарите се надеваат дека ќе успеат да го изгаснат пожарот утрово. Мобилниот тим на Загребскиот наставен институт за јавно здравје доктор Андрија Штампар ги покажа резултатите од синоќа, кои покажуваат дека воздухот во Осијек и Бриестон не е загаден. Опасност нема да помине ниту денес, ниту утре, ниту задутро. Остануваат пловечките честички кои на крајот ќе се контаминираат и над градините и над населбите. Препорачувам луѓето да не го консумираат тоа што останува на дрва и во бавчите, а доколку треба, добро да го измијат, предупреди раководителот на Жупанската епидемиолошка служба Никола Крагиќ. Илјадници луѓе се евакуирани поради пожар кој беснее среде топлотниот бран на шпанскиот остров Тенерифе. Пожарникарите со подршка на хеликоптери се борат против огнот кој избувна на овој остров, најголем во Канарскиот архипелаг. 3000 луѓе се евакуирани од своите домови поради пожарот, потврдија локалните власти. Пожарот избувнал од средата попладне во област со стрмни клисури на североистокот на островот и беше тешко опустошен од голем пожар во август, соопшти регионалната влада на Тенерифе. Снимките и фотографиите објавени на телевизија и на социјалните мрежи покажаа дека чадот кој се издигна на деден рит почна да се приближува и до околните куќи. Места на островот популарни меѓу туристите не се загрозени, а двата аеродроми остануваат отворени. Одитните служби велат дека состојбата на локацијата каде избувна пожарот е стабилна и будно се следи неговиот развој. Подоцна во четврток ќе се одлучи дали некој од жителите на споменатите места може да се вратат во домовите. Пожарот избувнал како на островот било издадено предупредување за топлотен бран. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.